Неколкуте случаи на повреди од скијање и санкање или пак од паѓање при прошетки, како и здравствените тегоби кај поединци по основ на студ, голема надморска височина и слично, неминовно ја наметнуваат потребата од организирање дежурна медицинска служба, која постојано ќе биде присутна во центарот или барем во деновите за викендот. Понекогаш стручната медицинска помош и битката со времето се пресудни за здравјето на повредените, по тука на временото действување на лекарите и медицинските сестри се наметнува како императив. Додолку повеќе ако се знае дека на Пониква во празничните денови престојуваат по 2000 излетници и туристи, меѓу кои голем број деца. Апсурдно е да се помисли да нема. Значи Кочани, Пониква, конкретно скијачки центар од регионален карактер, каде што гравитираат сите општини од Источна Македонија, а во едниот центар на Македонија има посетеност на Пониква, така да што ме зголемен бројот на посетители на туристи, нормално е дека зголемен бројот и на скијачи и секако дека е потребно. Еве сега во саботата имавме еден немил случај, еден наш колега, професор по физичко, кој од небрежност или од неодбележена стаза, значи поминала санка и човекот доби фрактура на подколеницата. Така да неминовно е потребно да има спасителска служба. Јас мислам дека општината веќе е преземала некои мерки и во тек се обучувачи кои треба да се обучат за да постои на Пониква спасителска служба која е и такако потребна за нашиот регион. Во прилог на ова зборуваат повредите на возрастните и дечињата, кои при паѓање од санка или ски заработиле сериозни повреди и скршеници, поради што морале да бидат пренесени до здравствените установи во Кочани.